Почитувани присутни, почитувани продолжувачи на делото на борците од Народно-ослободителната војна, драги соборци, јас сум денеска возбуден. Возбуден сум од две причини. Возбуден сум од настанот што го прославуваме, настанот што го одбележуваме, настанот кој убаво го опиша нашиот председател на главниот одбор на Сојузот на борците. Но возбуден сум и од присуството ваше на млади луѓе, на луѓе што го продолжуваат нашето дело. Тоа значи дека ние не сме грст останати заборавени, изветреани борци. Ние се уште имаме здрава мисла, иако сме стари, не сме застарени. Иако не сме застарени, ние имаме на што да се подпреме. Тоа сте вие сите овдека што сте присутни, што ги продолжувате нашето дело. Има некоја символика во наше собирање и во февруарскиот поход. Не може да се направи никако споредба со тежината на страдањето. Едно е еминентно и за двата настани. Страдањето. Меѓутоа, страдање, а не тежината на страдањето. Зашто февруарскиот поход се одвиваше со 250 борби на 20 дена. Посметајте колку се тоа борби дневно. Во студ, во мраз, во истощеност, во глад. Ние во поинакви услови страдаме. Страдаме и сврлени од своите работни простори. Страдаме од безимотовувањето, од тоа што не можеме да ги помогнеме ни најмалу финансиски нашите основни организации во целата Република. Ние денојве, кога сакавме да ги донесеме овдека, да промаршираат народните херои, чии фотографии се обележани, оставени на зидовите во просториите на главниот одбор, не ни беше дозволено да го доведеме Цветан Димов и Орце Николов да го видат својот град, своето Скопје, својот площад. Не ни беше дозволено да го донесеме Страшо Пинџур и Мирче Ацев, народните херои што оспротива ги дадоа своите животи за слободата на Македонија. Не ни беше дозволено да не ги набројувам сите народни херои. Не ни беше дозволено да го донесеме идеологот на АСНОМ, Кузман Јовсиловски Питу и генералот што ја водеше Народно-ослободителната борба, генерал Михајло Апостолски, кој овдека на 13 септември влезе победоносно со својата војска и го ослободи главниот град на Републиката.
Ова е наше второ вакво собирање. Еднаш се собравме кога не сврдлија од работните простори пред 2 месеци. А еве сега се собираме кога го изфрлаат инвентарот како нешто непотребно, како нешто никому не нужно. Не боли многу тоа што е односот таков спрема Народно-освободителната борба. А тие што така се однесуваат спрема Сојузот на борците, тоа значи дека тие така се однесуваат и спрема својата држава. Забораваат дека ние ја создадовме оваа држава и ние им ја дадовме да ја управуваат. Не гледаме никаква логика во решението на судската власт да им се одземе, да не се одземе нашиот имот и да им се додели на некои имагинарни инвалиди. Вие сте инвалидите од НОБ, еве ги овдека, се пред нас. Тие се сите били. Па кој инвалид можел да биде, ако не бил борец? Морал прво да биде борец, па потоа да биде инвалид. Јас сум убеден дека има и во судската власт, и во извршната власт луѓе што имаат респект спрема Народно-освободителната борба. И добро е што е така. Јас верувам дека тие се на потек. Тие треба да го повлечат и да го поништат ова срамно, безсмислено судско решение. Воспротивно, че сметаме дека тие кумуваат на тоа решение, на тоа грдо решение. На крај, сакам да упатам една порака и до сегашните власти, и до сите оние што ќе доаѓаат по неја. Последното нешто што може да им паѓа на ум е да ги ставаат по сомнение придобивките на Народно-освободителната борба. Непошитувањето на придобивките на Народно-освободителната борба значи корнење на корените на нашата држава. Сметам и во тоа сум убеден, во тоа ме убедувате сите вие, целиот овој народ што е овдека собран, дека ние тоа нема да го дозволиме. Ние им порачуваме, ние имаме завет пред борците што паднаја во февруарскиот поход, пред сите 24.000 души што загинаја во војните, пред сите што положија макар една пара на дискусот што се вика слобода, пред сите нив сме должни да истраеме
и да им кажеме дека ние сме на стража и дека ќе ја браниме оваа држава. И благодарам.